Времето свежо пред Илинден, невисоките температури до 31 степен, особено во четврток кога ќе има услови за поизразена нестабилност со локален пораен дожд. Како што соопштија синоптичарите земне телевизија, до крајот на овој месец и почетокот на следниот, времето ќе биде свежо со пониски температури различно од претходните години. Максималната температура во земјава ќе се движи од 27 до 35 степени. Во Штип и околината променливо облачно со умерен, а повремено засилен ветер од северен правец, а максималната температура ќе достигне до 33 степени. Променливо облачно време со сончеви периоди ќе се задржи во следните 2 дена, со тоа што во четврток ќе има услови за поизразена нестабилност, значи на повеќе места ќе биде нестабилно со локален пораен дожд, грмежи и ќе има услови за краткотрено невреме со пораен дожд и грмежи како и појава на град. Температурата овие денови ќе се задржи така нешто пониска во тој интервал, особено во четврток, која ќе биде од граници од 24 до 33 степени, во Штип и околината до 31 степен, ќе има услови исто така за нестабилност со пораен дожд и грмежи. Според досегашните материјали, засега жештина нема да има, рече синоптичарот Ризова, децидна дека дождот ќе биде активен во некои региони. Така ќе биде стабилно и се уште ќе биде попријатно време, не се очекуваат така високи температури како што ги имавме изминатите денови, значи сепак нешто попријатно време. Според сегашните материјали, еве да се држиме до овие следните 2 недели, не се очекуваат некои високи температури. Сега што ќе имаме благ пораст тамо сабота, недела, и на кои следната седмица пак ќе имаме нешто пониски температури кои што ќе бидат и малку под просекот за месец август, значи за сега барем првата половина од август не се очекуваат високи температури. Инаку времето во следните неколку денови не очекува да биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерена наместа долж по Вардарието, повремено засилен ветер од северен правец. Квалитетот на воздухот ќе достигне 46-тото ниво просечно, што значи дека квалитетот на воздухот ќе биде прифатлив за повеќето лица. Меѓутоа, чувствителните групи може да имаат мали или умерени симптоми како последица на долгорочна изложеност.